Дел од оваа дискусија вечерва на извршниот одбор која што ќе имаме, ќе биде на мој предлог да влеземе во разговори со политичките субјекти во државата. Не само коалиционите, туку вон парламентарните партии, опозиционите партии, барем дел од нив, да се обидеме да изнајдеме преку заедничка анализа кандидат кој што чувствуваме сите дека би бил поддржан од сите граѓани. Кога зборам сите етнички заедници, сите социјални групи и така натаму, се работи за претседател на државата, тоа е првата функција во државата. Верувам дека имаме шанси да успееме. Во најмала рака нема да изгубиме ништо ако се обидеме. Може ќе успееме, може би не, но јас верувам дека треба да се обидеме да успееме, заради тоа што и концептот едно општество за сите го градиме преку многу алатки, една од алатките е токму таа, како се поставуваме према луѓето, према функциите или слично. Јас верувам дека политичките субјекти, пред се одговорноста на коалиционите политички субјекти, треба да биде на повисоко ниво. Ако го тераме овој концепт, навистина да смогнеме сили, да собереме енергија кај сите нас, да застанеме зад кандидат, зад кој што граѓаните впрочем би застанале предимствено. Грција, да, официјално Република Северна Македонија. Ќе менувате ли вечерва табли, имајќи предвид дека веќе логата на собранието и на владата се сменети? Знаете дека пред неколку недели, односно 3 дена или 4 дена после гласањето на грчкиот парламент, ние донесовме условни заклучоци на владата за да влезат институциите во подготовка. Македонија има нов устав, уставот треба да го почитуваме, законот за ратификација на договорот од Преспа треба да го почитуваме и на крајот на денот треба да покажеме извршување на нашите дел од врските кои што ги имаме земено со Преспанскиот договор. Јас верувам дека сите институции кои што се подготвени, нема која прва, која втора, треба да постапат и штом се подготвени тоа да го прават. Знам дека Министерството за внатрешни работи има сериозни оврски, голем дел се завршени. Ќе имаме печати на самите пасоши на излез према Грција, каде што ќе се номинира дека тоа е исправа во сопственост на Република Северна Македонија. Делот на таблите, кои што се голем дел под царина, но еден дел се под Министерството за внатрешни работи, одредени други административни аспекти, сето тоа што сме подготвени, веднаш го презимаме како што е пропишано по договорот. Знаете дека и самиот договор е флексибилен во делот на промената на одредени документи, за да не предизвикуваме дополнителни трошоци кај граѓаните. Пример, налепниците кои што ќе ги ставиме на регистарските таблички, врз делот каде што стои МК, ќе биде НМК, односно Норд Македонија, ќе бидат бесплатно. Нема да ги наплаќаме на граѓаните, собственици на автомобилите, за да можеме навистина тоа пријатно чувство на преминувањето на границите со Грција конечно и да го почувствуваме, но секако ќе важи за сите. Го очекува министерот Димитров да ги усогласи сите ноти кои што треба да ги испратиме до сите земји членки на Обединетите нации, кои што ни оврска од делот на договорот, генерално да се потврди личната карта на Македонија, сега на Северна Македонија, во Обединетите нации, тие се дел од врските кои што ги имаме во договорот, со стапувањето на сила на уставот и уставните измени, и верувам дека имаме добро усогласени чекори заедно и со грчката страна, но пред се и со нашите институции за соодветно постапување согласно новите законски измени и согласно новите уставни промени. Премиере, отворите ли темата за промена на името на партијата вечерва и кои се предлозите во оваа насока? Договорот дава флексибилност, дури на непрофитните, недржавните институции, за активности кои што им се надвор од државата, ако се финансирани од буџетот, тогаш се употребува промена на име или во духот на Северна Македонија. Денеска ќе отвориме таа дебата, ние ќе го искористиме секако Конгресот, така да има убави креативни решенија. Никаде нема социјалдемократи од Норвешка, од Шведска или од Словенија или слично. Постојат неколку видови на решенија кои што секако се на можност да ги решаваме. Можеме да бидеме социјалдемократски сојуз. Од каде? Од Република Северна Македонија. Можеме да бидеме социјалдемократски сојуз од Северна Македонија, СДСМ. Можеме да останеме, ако сакаме да немаме меѓународни активности финансирани од државни пари. Партијата, како и сите политички партии, доминантно се финансира од буџетот. Секако еден поголем дел е од нашата чланарина, од донации, како што е пропишано по законот. Можеме јасно разграничување да направиме со книговодствената евиденција за тоа што е надвор од државата. Можеме да си останеме комплетно социјалдемократски сојуз на
Македонија, тоа е регулирано во договорот, но секако верувам дека ние треба да бидеме пример. Денешната дискусија пред се ќе се води во делот на затварање на едно поглавје исто така како исполнување на стратешки агенди на Социјалдемократскиот сојуз како важен политички субјект во Република Македонија, отварање на едно ново поглавје, новата ера која што дефинираме пред нас, и на тоа прашање гледаме пред се како на еден глобален аспект. Имаме уште едно прашање што не е поврзано со НАТО и промена на името, сепак луѓето чекаат да дојде живот во Северна Македонија, ама изгледа дојде само за вашите членови. Прашање е актуелно од НОИВ, ќе ви имам листа на ваши народни на членови на вашата партија кои што се вработени во државни институции, синот и братот на Мира Стојчевска, близок роднина на Љупчо Николовски, сестрата на Кирацовски, мајката на Костадин Костадинов, па на вашите коалициони партнери, синот на ќерката на Тала Џафери, синот на Горан Мисовски, ќерката на Емилија Александрова, сопругата на Зечир Рамчиловиќ, сестрата на Асаф Адеми, сестрата на Крешник Бектеши. Сега барем имате услови во влада, имате и монитори, покажувавте како се движи економскиот раст, покажувавте и други ваши успеси. Многу е лесно тоа да докажете дека се примени на регуларна постапка, регуларен конкурс и дека се достојни за таа работа и ги исполнуваат членовите. Кога ќе направите тоа да ја објасните на јавноста дека тие се примени на редовен конкурс, ги исполнуваат условите и не се примени затоа што се членови блиски на членовите на вашата партија? Еве вака, денеска на работните состаноци во владата, заради тоа што тоа е актуелно прашање, ги засега граѓаните, има сериозни коментари, отворивме темата за да направиме конкретна анализа и проверка на оваа работа. Ке видиме сите постапки како се направени. Знаете, во последната година имаме 40.000 вработување, доминантно во приватниот сектор, но е еден голем значаен дел да се во јавните институции на упразните места. Ќе направиме самата анализа, ќе видиме постапките, секаде каде што има привилегии, протекции или било какво влијание, секако ќе бараме повлекување на таквите места, заради тоа што навистина сакаме да испратиме порака дека сите во општеството, дури и деца или не знам било кој на некој функционер, има шанса во ова наша Македонија. Зборуваме за 20 места од 40.000 на пример работни места, или еве дека се 25.000 во јавни институции, општински, државни или акционерски друштва, јавни предпријатија или слично, но и да се работи за 2 места, треба тоа да биде транспарентно, треба да биде покажано на граѓаните, да видат сите. Не бегаме од одговорност, ќе ја видиме секоја можност како тоа е направено, дали имало компетативност, кои се биле критериумите, како е завршено, и ќе го соопштиме на јавноста доколку има, и ќе бараме секако и одговорност за тоа. Тие не бегате од одговорност, членовите на вашата партија, тие што вработувале, како да ја сватиме изјавата на господин Манчевски дека членовите на СДСМ биле 10 години дискриминирани, па сега да се вработуваат. Прочитав еден убав твит како одговор на ова, дали сега треба да чекаме 10 години СДСМ да вработува за да биде на исто ниво? Немојте така, заради тоа што навистина има транспарентни постапки. Еве последниот пример, изборот на антикорупцијска комисија. Го кажувам како добар пример, но кажувам и многу други примери. Јас ви кажувам отворено како председател на една од поголемите политички партии. Ниту една од партиите, ниту пак СДСМ нема таков притисок како порано. За жал, причината е горка, миграциите, заминувањето на луѓето. Се вработуваат граѓани кои што не се припадници на политички партии, рамноправно од етничките заедници, процентот е на застапеност на секаде зголемен и слично, но веројатно имаме и слабости при нашето функционирање, затоа реков и ќе побараме одговорности ако некаде е направено тоа на несоодветен, на незаконски начин, каде што секако секој треба да се ја понесе одговорноста. Не е само да се повлече или раскине договор ако било прекршено одредено законско правило за оваа работа, туку и тој што го прекршил и самиот закон опишува како тоа се одговара за таква работа. Ќе ги соопштиме сите податоци, дадов насоки на анализи да се извлечат од секоја поединечна институција, дел се државни, дел се општински институции, со општинските во духот на соработката ќе гледаме да ја добиеме информациите, но потврдувам дека јавноста и должиме на јавноста одговори по овие прашања.